Океј, цитатот, од таму каде што сум го пребрал ја, вели вака, е кредитиран на Джој Марино, вели, луѓе одгледани врз база на љубов ги гледаат нештата поразлично отколку оние кои што се одгледани на обстанок. Видете колку убав цитат. Луѓе одгледани врз база на љубов ги гледаат нештата поразлично отколку оние одгледани на обстанок. Од Джој Марино е кредитиран цитатот таму каде што го отворив тој цитат. Сега, има врз база веројатно на ова модификација направено. Ова не беше кредитирано на никого, но таму каде што го видов ја, вика, луѓе одгледани на љубов ќе направат се за тебе, а луѓе одгледани на обстанок ќе ти направат се на тебе. Вау! Интересно. Сега, ајде да го видиме ова. Гледате, луѓе кои што се одгледани на љубов. Ајде, како и за се, ова е се моje мислење. Цитатот си е цитат, ова се ја што ќе кажаме моje мислење, дека има луѓе кои што се одгледани на љубов и се многу емпатични и научиле да гледаат со љубов. Но, секако има исклучоци. Има луѓе кои што не биле одгледани на љубов и повторно ги гледаат нештата со љубов. Од моje искуство исто има луѓе кои што сум видел дека се одгледани со љубов, ама не се однесуваат можеби на истиот начин на кој што биле самите тие одгледани, и тоа сум го видел. Значи, ова е само моje искуство, го кажувам. Така да, интересен концепт е, вика, луѓе одгледани на љубов ги гледаат нештата поразлично од оние кои што се одгледани на обстанок. Джој Марино. Гледайте, ако имате луѓе кои што се одгледани на љубов, на нив им е многу природно давање на љубов, многу природно гледање преку љубов и многу природно им е однесување со љубов, затоа што така се одгледани, така се научени, на тој начин го доживуваат животот, не се штедат да дадат љубов, гледаат преку љубов, затоа што, гледайте, како го насловивме предавањето, беше луѓе со осет или без осет. Љубов, кога има човекот во себе, само по себе љубовта е осет. Не љубовта е неосет. Сте видели некој човек што е љут цело време, антагонистичен, тој нема љубов во себе, барем у тој момент, и нема осет што ќе каже, нема осет што ќе направи, поради тоа што љубовта е осет. Сте видели, например, на почетокот на релациите, љубов кога имаме. Секогаш има осет. Но, во текот на релациите, љубовта која ќе ја снема, без осет се луѓе. Затоа што љубовта само по себе е осет, љубовта само по себе е мерна единица. Луѓе со љубов кога готват, тие точно знаат сол колку да стават, бибер, зачини. Со љубов, ке рече овој, јајца на око со љубов ги правил. Абе, мерак се. И некој кој што ги прави на љутина, можете да препознаете и кујна од шефот ако е на љутина. Можеш те одма знаеш според јадењето какво е дал шефот е на една емоција или шефот е на друга емоција. Секако може да и некојаш до намирниците, да. Но, ако има исти намирници и не изгледа исто јадењето или не исто јадењето вкусно, тогаш дефинитивно е до шефот. Океј, ајде сега се вратиме на ова што го збориме. Гледайте, кога имате луѓе кои што се одгледани на љубов, тие знаат и така да се однесуваат. Замислете, имате некое дете во некоја фамилија, дава љубов, абе тоа било обсипано со љубов. Тоа знае дека може да даде љубов и понатаму. Ке имате некој, не знам, некој човек кој што бил одгледан со љубов, он покажува љубов на својата сопруга, на партнерката, на кој да е на луѓето околу него, он покажува љубов. Зошто? Затоа што е одгледан на љубов. Ама некој кој што е одгледан на обстанок каде што он се борал, можеби бил последно дете од фамилијата каде што сите го закачале, го тепале, имал у училиште луѓе кои што го малтретирали и така натаму, пак ќе кажам секојаш има исклучоци, ова не е правило 100%, но чисто како концепт го давам. Ако човекот бил одгледан на обстанок да мора да обстане, потешко му е можеби да дава љубов поради тоа што мисли дека така треба.
мене па зар ме мазеа? О, шо? Со мене па мислиш се лигавеа, па се јас се лигавам со тебе. Па со него не се лигавале, него мазеле, него тинтрале, кај се он ке тинтра, он не сака не љубов да дае, затоа што бил одгледан на опстанок. Бил одгледан врз база на, дај да опстанам. Ама некој човек кој што бил одгледан врз база на љубов, афинитет, каде што му било покажувано, му била покажувана љубов, тој човек вика поразлично ги гледа работите отколку оној кој што е одгледан на опстанок. Поради тоа што гледате, љубовта поразлично гледа, опстанокот поразлично гледа. У опстанокот луѓе одгледани на опстанок ќе се погруби, ќе се малку без осет. Луѓе одгледани врз база на љубов, другчие ќе се однесуваат. Пак ќе кажам овој цитат, го имам прочитано и е кредитиран на Джој Марин. Но интересен концепт е, гледайте, ако размислиме, сте видели ли, пак ќе кажам, значи има и други примери. За мене имало примери каде што имате некое дете кое што е од двајца родители кои што го сакале многу, па може би не се однесува така. И имало ситуации каде што сум видел дека детево е растено во некоја не многу љубовна атмосфера, па пак знае да дае љубов. Но гледайте, исто така во доста големи ситуации сум видел дека точен овој цитат, затоа што ако на нас ние сме израснале во некоја атмосфера каде што не знам, таткото и мајката се сакале, таткото и мајката си покажувале љубов, таткото немал швалерки, мајката немала швалери, каде што еден на друг си верувале, каде што си излагале заедно со друштво, каде што едноставно била цела хармонична атмосфера, ти тоа си го гледал за тебе во твојот ум, тоа е нормален шаблон на однесување. Следствено на тоа, нормално и да дадеш љубов и да покажеш љубов и од тебе да извира љубов. Нормално е тоа, така? Ама за некој што не го гледал тоа. Гледате, може да имате брачен пар каде што жената е одгледана на љубов, каде што не се дереле, не викале, било се окей, работите биле фини, работите биле добри. И сега она може би е земена со некој маж каде што цело време имало драње, викање, нездраворазумна атмосфера во домот. И сега овој вика: па шо е ти? Да не може човек да повиши глас. И се он се дере, за него тоа е нормално, за неа не е нормално да се дере човеков. И за мене не е нормално некој да се дере. Ама за некој човек кој што цело време израснал во деречка околина, што мислите што е нормално? За него е нормално дерење. За него е нормално тој тип на опстанок. Затоа што така ги гледа работите. И гледате, не е осетот таму. Осетот му го нема. Осетот, таа перцепција на осетот не е присутна. Интересно. Не е присутен тој осет. Зошто? Поради тоа што ја нема идејата на давање на љубов. Имате луѓе кои што мислат дека е погрешно да се даде љубов. Имате луѓе кои што се израснати врз база на критика, врз база на дисциплина само, строгост и така натаму. И сега, може би таа жена така израснала и се она да ги пофали децата, мисли ке ги урочи. Затоа што како да не? Од љубов. Море! Најстапот. Грубо треба со нив, а уствари не треба. Затоа што гледаш, љубовта е таа која што точно ги дозира убавите зборови, љубовта ја дозира вреднувањето, валидизацијата, пофалбата и така натаму. Ама кај некој човек што не било тоа нормално да го гледа во неговата фамилија, тој заборавил дека треба да се пофалат луѓето, затоа што го нема шаблонот во неговиот ум снимен, како податок го нема, дека така е нормално. Лете викаат, ако си со 5, не знам, пијаници ти ќе си 6-тиот, ако си со 5 неуспешни луѓе ти ќе си 6-тиот. Зошто? Па поради тоа што човекот ги добива тие шаблони. Затоа што човекот го гледа тоа. И се он кога го има тоа како податок врежан во неговиот ум, за него тоа е нормално. Тоа е единствениот пат, затоа што сликите во нашиот ум ни го даваат патот, затоа што тие се шаблони на однесување. И тие го даваат тој пат по кој што човекот мисли дека треба да оди, затоа што му е врежано во неговиот ум, затоа што е врежано во неговиот шаблон. Но гледате, ако на некој човек му е врежана љубов во главата, ако му е врежан љубов во умот, апсолутно има големи шанси и потенцијал да го продолжи тој начин на однесување.
Исклучоци секогаш има. Можете имате човек кој што бил обсипан со љубов, па да не се однесува така. Ме разбирате се? Имате љубов, имате човек кој што пак ќе кажа, можеби не бил израснат на љубов, па рекол па јас нема ова да го правам вака, ќе го сменам и ќе го направам за моето поколение да биде другиот шаблон кој што можеби она или он не го гледал. Гледате, баш една друга работа. Имате различни типови на души. Не секоја душа иста. Кога ќе го земе душата телото во фамилијата, тие се поврзани на база на физичка генетика, не се тие поврзани врз база на духовна генетика. Некојаш луѓе ќе речат кај се роди дете овакво фамилија, немаме никој таков, па преди тоа што гледате духот дошол од некаде, земал тело и сега што се случува, тој дух не е поврзан со тебе на генетска линија, на духовна линија, тој е поврзан на генетска линија, тој е поврзан со генетиката. Прабаба, баба, дедо, да, генетиката е таа, ама духовноста не значи дека ќе е таа. Иако знае да се случи, па да се многу душите слични според карактерот на тато, според карактерот на мама и така натаму. Тоа е затоа што превземаме па ние исто така слики и идентитет. Гледате, превземаме слики и идентитет. Но може да се деси и следнава ситуација. Сте виделе ситуација, сте имале некоја девојка била многу фина. Многу фина девојка која што давала љубов, која што сакала, ама се фатила со некој момче кој што бил груб, кој што не бил израснат можеби на љубов. Тој бил груб. Ја малтретирал, ја манипулирал, ја лажел. Се тоа останале слики во нејзиниот ум, снимки од сето тоа во нејзиниот ум. И сега што се случува? Она го превземе идентитетот негов во наредната нејзина врска. Може би раскинала со тој дечко, ама гледате во наредната нејзина врска, она се фаќа со некој момче кој што е многу фино, каква што она била пред да се фати со тој дечко, и она кога би се спојала со овој новиот дечко пред да се фати со тој грубиот дечко, веројатно би имале супер врска, ама она се фатила со некој дечко кој што и оставил трага во незината меморија, како не треба да се однесува, и сега она го дуплицира тој модел на однесување како што тој дечко се однесувал кон неа врз новиот златен дечко, и после тоа дечково си го кркува затоа што она си го сменила својот карактер, си го сменила својот идентитет. Гледате, има проблем, затоа што гледате, ние исто така гледаме каков идентитет имаме околу нас. Ако ти цело време гледаш околу тебе груп идентитет, имаш големи шанси да станеш груп идентитет. Не викам дека секојаш ќе станеш груп идентитет, но имаш шанси да станеш груп идентитет. Ако имаш мек идентитет, имаш шанса да бидеш таков идентитет и така натаму. Важно е да сме си ние свој идентитет, ама никогаш нема грешка ако имаме љубов, ако поседуваме љубов и ако се однесуваме со љубов и афинитет кон околината. Поради тоа што тоа е мерна единица. Има во цитат од филозофот Хабард, вели што е љубов? Интензитет на среќа упатен во дадена насока. Интензитет на среќа упатен во дадена насока. Вау! Видите колку интересен цитат за љубов. Вика интензитет на среќа упатен во дадена насока. Сега ако јас сум среќен и покажувам среќа во дадена насока, човек мора да верува дека го сака. Кај си бе човек? Имаш тој. Има прекин на емоциите. Не може да изрази емоции. Поради било која причина зошто мисли дека не треба да изрази емоции. Имате луѓе што мислат дека треба да кријат емоции. Имате луѓе што мислат дека ако изразат љубов, почит или што и да е другиот човек, ќе му се крене носот. Што и да имаат некои фикс идеи луѓето во нивната глава. Ама имате луѓе што се изразувачи на љубов и тие се толку убаво друштво. Зашто да не се изрази љубов на околината? Зашто да не се најде пофалба, да не се даде пофалба на околината? Па зашто ние нашата љубов? Кај луѓето ќе ја носат нивната љубов у гроб? Кај ќе носат афинитетот у гроб? Кај ќе носат убавите зборови у гроб? Не, тие не се за нас, тие се за околината. Нашата љубов, афинитет и убави зборови се за околината. Тоа не прават подобри луѓе за другите луѓе на емоционално и на психичко ниво. Гледате, ја имав еден цитат и го споделив, ќе оставиме како цитат на социјалните медиуми. Гледате, имате многу често луксузни домови, односно луксузни куќи кои што не се дом. Имате луксузни куќи кои што не се дом. Имате луксузни станови кои што не се дом. Имате барака и гарсонјера која што е дом. А од што доаѓа домот? Од љубов, од почит, од меѓусебно разбирање и од таа позитивна атмосфера, односно покажување на љубов. Тоа е дом. И секој човек сака да биде у тој дом. Знаете,
физичката енергија не може да направи дом. Само психичката енергија прави дом. И ако човекот се базира само на физичка енергија дека ќе се створи дом, мислам дека се лаже. Психичката енергија е таа која што ќе го направи домот, ќе го опсипа со позитивна емоција, со љубов, со позитивна атмосфера и така натаму. Сега, кога човекот е растен во таков дом, кога човек е растен во дом со љубов, со позитивна енергија, со почит, он поразлично ги гледа нештата, отколку човек кој што е растен на опстанок, да се вратам на цитатот на Джој Марино. Гледате, поентата што ми е? Љубовта не прави грешки. Грубоста е помал степен на љубов. Видите, имате луѓе кои што, не викам дека луѓето кои што не покажуваат љубов, они не ги сакаат луѓето околу нив. Само што тоа е начинот на кој што ги сакаат. Прашањето е дали на околината им годи тој начин на сакање. Зашто ти секој човек кој што и група кога прашаш ти бе сакаш жена ми, сакам. Ти бе си ги сакаш децата, да ги сакам. И стварно ги сака. Не е дека не ги сака. Ама начинот на изразување е подруг отколку оној кој што ја искажува, ја покажува и ја споделува љубовта која што тој ја чувство и има. Ама гледате, он ја чувство има и може да ја сподели. Значи, не секој човек исто сака, и ја тука се согласувам. Не секој човек исто сака, и тука се согласувам. Но ако имате некојаш луѓе ќе ми кажат: Жаре, јас сум брутално искрен или искрена. Брутално искрена. Добро е да си искрена. Не е добро да си брутална. Не е добро да си брутален. Добро е да си искрен. Затоа што, гледате, бруталноста луѓето ја викаат, тоа е искреност, па и тоа е еден вид на љубов. Да, ма прашете го тој кон кој што сте брутално искрени, дал на него му годи таква љубов, тоа е прашањето. Затоа што луѓето што се брутално искрени секогаш имаат изговор: ама ја не сум лицемер. Па не треба да си лицемер. Ама може да си искрен, ама да направиш начин како тоа да го споделиш за другиот човек да не биде повреден, за другиот човек да не биде раден, за другиот човек да не биде оштетен. Поентата е дека љубовта, осетот, нашиот афинитет кон околината е тоа кое што е мерка и кое што е мерило за кои зборови ќе ги искористиме, кои зборови ќе ги кажеме. Ето, љубовта никогаш не греши во избор на зборови. Искажаната љубов, покажаната љубов не може да утне во насока на кои зборови ќе ги одбера. Ама таа другиот тип на љубов, пак не ја негирам. Не викам дека некој кој што е погруп не сака. Ама сакам да кажам дека тој што е погруп, тој не ги избира вистинските зборови како што ги избира оној кој што знае да покаже љубов. Тој што знае да покаже љубов. Гледате, тој што знае да покаже љубов може во дадени моменти на жута минута и кога ќе му се спојат жичките и тој кога ќе побесни да не знае што збори. Ама тоа е затоа што побеснил. Затоа што гледате, тогаш кога побеснил не е емоција на љубов. Тогаш е емоција на антагонизам, на бес, на омраза, огорченост, што и да е. Таму се избираат други зборови. Тие зборови не галат, тие зборови повредуваат. Знаете, у дадена ситуација, затоа е многу важно и да го гледате, да ја гледате минатото и историјата на некои луѓе. Зашто може да видите како и да процените како некој човек ќе стане со текот на годините. И за жал, не секогаш, пак ќе кажам, ама за жал, многу често станува како некој кој што бил многу близок со него, околу кој што тој постојано бил, и му го преземал тој идентитет. И сега тој функционира од тој идентитет кој што бил околу него. Некојаш може човекот да преземе идентитет на доминантен мачо, некојаш може да преземе идентитет на жртвичка. Зависи што гледал, зависи што одлучил, зависи на кој начин мисли дека му помага во животот да успее, уствари не му помага, поради тоа што не е собствениот идентитет во ниједна од овие ситуации. Сум зборел за ова, имам многу убаво објаснето за тој тип на идентитети во книгата Диенетика од филозофов Хабард. Но поентата е друга сега. Гледайте, љубовта е мерна единица и љубовта знае
Љубовта знае кој збор треба да се каже, љубовта знае кој збор е соодветен и е прекрасно мерило, тоест осет. Пак ќе кажам, вратете се само на ситуациите каде што сте готвеле. Сте готвеле со љубов. Не сте сгрешили у мерките, не сте сгрешили у сол, не сте сгрешили у бибер. Ништо не се сгрешил. Зашто? Бе, љубовта знае. Љубовта знае што треба. Љубовта знае како да го направи другиот среќен. И кога човек готви со љубов, гледате, таа љубов во таа храна ги прави сите среќни што јадат таа храна. Гледате, љубовта на готвачот, љубовта на тој кој што го прави ручекот е толку важна состојка, да после тоа сите околу него што јадат, може би јадат 50 луѓе денеска во некој ресторан, сите се среќни. Затоа што тој има мерка. Затоа што тој има единица која што не греши. Зашто луѓето кои ќе одберат професија со љубов се обично добри? Затоа што љубовта ретко греши. Затоа што сакањето, љубовта е осет. Тоа е осет. Кој ќе рече човеков нема осет, тој нема осет поради тоа што не е исполнет со љубовта за околината. Гледате, имате љубов за себе, ама тоа е повеќе во насока на нарцисоидност. Не е доволно. Не викам дека не треба да се сакаме себе си, ама љубовта за околината е осетот. Не разбирате? Љубов за околина е осет, не љубов за себе не е осет. Љубов за себе е осет за себе, ама ни па за себе не е осет. Затоа што љубовта за околината е таа осетта која што на сите ни треба. И сите да бидеме сакани. Како? Па човек што знае да сака и човек што покажува љубов и човек кој што му... Гледайте, имате луѓе кои што сакаат да види околината дека он те сака. Замисли, имаш ти некоја девојка со некој дечко, она не го држи за рака јавно затоа што е страм да видат другите дека она го сака. Зашто? Некој дечко, групе, он никош нема да ја фати девојката за струк или да ја гушне. Ајде сега гледај другари, веќе ме зборат. Дали прашањето е дали тие луѓе раснале со љубов која што се гледала? Љубов која што била изразена, љубов од која што немало срам. Затоа што луѓе кои што не гледале љубов и не растеле со отворена љубов, мислам дека им е срам и да покажуваат љубов, затоа што не се комотни, затоа што се надвор од комфорт зоната. Љубов која што е дадена, споделена, отворено, покажана, е нормална љубов. И човек кој што е растен во таква околина каде што мајката го гушкала пред сите, каде што теткеве го бацувале, некоја баба ке дошла ке те избацуе, ти си викаш, леле, само бабава да не ме бацуе толку многу. Ама и бабичка многу сакала да те бацуе и ти си растен на бацувки, на гушки, на бацување у образ, у чело, те гушкале сите, си викаш, вау, ова е нормално. И се ти сакаш да гушкаш, сакаш да бацуваш, сакаш да се дружиш со луѓе на кои што сакаш да им покажеш љубов, тоа е нормално. Еми, ако имаш човек кој што не е растен така, он има, ајде да не речем мал хендикеп на таа тема, поради тоа што може би те сака, ама му е глупо да ти изрази љубовта. Затоа што не било тоа отворена ljubов. Може би не биле проблем неговите, може би било такво друштво каде што се смееле. Смешно е дека некој некого сака или смешно е дека некој на некој друг му изразува љубов. Луѓе кои што биле растени на груба дисциплина, со страва почит, ваква, онаква, да може би сакале да изразат љубов, а може би ја супресирали и ја стопирале таа љубов. Ама имаш луѓе кои што се толку љубовни, толку се сакачи, да и кога биле растени така, од нив не може да ја спречат љубовта да извира. Затоа што има многу. Затоа што има многу. Зашто гледате, човек кој што љубовта мора да биде отворена и мора да биде покажена. Нема ништо поубаво од тоа да видиш како двајца отворено и искрено се сакаат и како еден на друг си покажуваат дека се сакаат и дека не е проблем никој да ги гледа околу нив. Дечково си ја сака девојкава, девојкава си ја сака дечково, си се заљубени, си се држат за рака, ќе се гушнат у јавност. Нормално, луѓето околу нив гледат и кажат, вау, што убаво. Ама некој шо не ти дава да го гуштеш или некоја девојка што ја срама која гушнеш. Проблем со изразена љубов. Пак ќе кажам, може би станува збор за нешто друго, ама може би станува збор дека не било тоа гледано како пример
од најблиската околина, ама можеби па е нешто сосема друго, можеби дошла до некој друг заклучок, пак ќе кажам, можеби поминала низ некоја врска каде што никогаш не е било покажано љубов во таа врска и сега сматра дека, односно се сменила за жал. Знаете како поминуваме во контакт со луѓе, од секој по нешто собираме. А најмногу собираме од тие кои што сме биле најблиски, со кои што најдолго сме поминале време. И сега можеби девојкава била супер лик, поминала врска со некој кој што бил груб, кој што бил критичар, кој што не знаел да изразе на тој начин љубов. И се после тоа она го сменува својот карактер. Може нема врска со татко и мајка и може би она пати од релацијата последна во која што била и сега души дека му извади на тоа момче кој што уствари е наредното нејзино момче. А замисли она да останала во истиот идентитет како пред да го најде тој кој што бил нејзиниот критичар. Колку бил убаво. Затоа е важно да имаме луѓе околу нас кои што ни покажуваат љубов. Луѓе околу нас кои што не се срамат од љубов. Луѓе околу нас кои што едноставно се чувстваш убаво и безбеден кога си сакан. И кога таа љубов ти е покажана. Затоа што, веруете ми, јас знам дека секој кога ќе си дојде дома, најблиските го сакаат. И тоа е точно. Прашањето е дали ме покажуваат љубовта. Затоа што таа покажана љубов не прави многу по-безбедни отколку не покажана љубов. Не прави многу по-храбри отколку не покажана љубов. Затоа што, гледате, заштитен си кога си во околина која што отворено те сака. И почнуваш да чувствуваш дека си во безбедна околина. И почнуваш да ти се свиѓа играта во која што си. Затоа што знаеш дека имаш место каде што ќе ги напоиш батериите, доколку тие се испразнат во разните твои акции во кои што се пушташ во играта на животот. И кога ќе се испразнат батериите, да се доеш дома, во твојот дом, каде што ќе си ги напуниш твоите батерии. Затоа што таму си обсипан со љубов. Гледате колку убаво да си на работно место каде што секој со себе секој се почитува, секој со секој се сака. А затоа што тоа е атмосфера. Тоа е атмосфера. Океј? Ви посакувам да давате љубов, ви посакувам да здрачите со љубов. И ви посакувам да сте на некој начин човек кој што, прво ќе ги разбереме тие кои што не сакаат, ама не ни покажуваат љубов, како што ние мислиме дека треба да ни покажат, можеме да ги разбереме, затоа што можеме да го разбереме нивното минато, неговото минато, низиното минато, да го разбереме. Можеме да разбереме и зошто човек така се однесува, можеме да разбереме, затоа што ако не можеш да разбереш, ќе се љутиш, па зашто не те сакаат така. Не можеш да се љутиш, зашто не те сакаат така, затоа што едноставно е така. Замислете па на нив како име, ако не можат да дадат љубов. Затоа што Богат е тој кој што може да даде љубов. Човек исто така се чувства убаво кога може и да е обсипан или да прими љубов. Ама Богат е тој кој што апсолутно може да ги обсипе другите со љубов. Ама не се секирете ако некој не ве сака или не ви покажува дека ве сака, а ве сака. Имајте на ум дека едноставно може би станува збор за нешто со кое што тие се соочувале, може би биле едноставно во таква атмосфера каде што нештото било нормално или пак е нешто сосема нешто друго за кое што зборевме. Може би едноставно таков тип на душа, може би станува збор дека нешто друго го сменило во животот, може би животот го сменил за жал на полошо. Ама секако најубаво е кога можеме да даваме отворено љубов и да се восхитуваме. И секако не шкоди ако исто така примеме восхит и љубов. Фала ви за целата восхит што ми ја давате, ја ви се восхитувам на вас и заради тоа и имаме толку убава релација. Имајте убава вечер. Се гледаме повторно во среда. Чао.